Се наоѓаме на просторот кај стариот Струмички суд. Меѓутоа, ова место некогаш било духовно жариште. Според кажувањата, според преданијата, тука биле позиционирани темелите на црквата Свети Константин и Елена. Кои се кажувањата кои што вие ги имате, познавањата за постоењето на оваа црква? Точно е тоа и неоспорно дека тука се наоѓала црквата Свети Константин и Елена. Црквата Свети Константин и Елена е била меѓу првите цркви која е останата тоа што ги имаме темелите, најнови да кажеме. Тек после Свети Димитрија, што е бил каде што е сега основното училиште, или понапрешно Маршал Тито. Во тоа време, во 1913 година, они најпрво се ga запалили црквата Свети Димитрија. Па потоа се запалили црквата Свети Кузма и Дамјан. Свети Анаргири, како нашиот народ ја вика. И целиот тој дел од Струмица кој е од ово место нагоре. Кога тоа е направено, црквата Свети Димитрија изгорела и Свети Анаргир. Дигнали се што е можело да се дигне. Сите свети реликвии во црквата, па и раката на Свети 15, од светите 15 Свети Тимотеј, која се чувала во црквата Свети Димитрија, прво се чувала во куќите, па по Свети Димитрија, значи и неа се земали. Меѓутоа, најпосле е запалена црквата Свети Константин и Елена. Од кога се запалили Свети Константин и Елена, се фрлили огени на Свети Кирил и Методий, која е одма на 50 метра од тука. Меѓутоа, она е одоле со камен и бетон градена и не е можело да се запали. Црквата е веќе горела од кај вратата, додека да оде до иконите. Луѓето не се смејали да дојдат да гасат во тоа време. Се бојали за своите лични животи. Меѓутоа, кога војската веќе отишла и другите колите по тркајна нагоре да бегат, или по стариот пат од тука, кој дека са можели, тогаш луѓето се собрали и се успејали да ги заштитат еден дел од иконите од иконостасот. Тоа се на број 14 икони. Тие икони се донесени во црквата Свети Кирил и Методий. И со грчки надписи са. И тие икони беа ставени во еден бункер, каде што никој не ги знаеше. Од тоа време, од и другите икони веќе се на старословјански напишани, нашите нови, ама тие се скриени да не се употребуваат толку со луѓето веќе били против грчкиот јазик. Меѓутоа, црквата изгорува после. То само тоа успеале, влегли од страничната врата. Има секој пат црквата има од кај олтарот и јужна врата. Од јужната врата се влезели и извадили сега, значи, тие икони успеале да ги спасат. Меѓутоа, во 82-та година ние ги откриевме тие икони. Чистејќи ја цела црквата, скриени во бункер под скалите, заграден како сандук, и ги очистивме. Сега са тие 14 икони со апостолите, 12 и меѓу кои и иконата на Свети Константин и Елена, беа наредени во Свети Кирил на долната црква Свети 15, околу во олтарот, нетре, за да бидат заштитени, да не бидат толку. И сега се во музејот, значи заштитени и таму се ставени. Секој може да ги види ден денеска.